Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во јубилејното 200-то издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве го изборот што го направивме со колешката Маја Перовска. Мицковски не попушта за јазиците, нема двојазичност во правосудството, вели премиерот. На Таравари му пречи албански терористи, бара ретуширање на споменикот за масакрот кај Вејце. Според обвинителството, полицајците не ја извршиле должноста при контролата на дискотеката Пулс. Завршни зборови за тројца полициски службеници од Кочани. Со злоупотреби на стоматолошки лиценци ќариле 515.000 евра. Бивш председател на стоматолошката комора преку својата фирма го изигрувал системот. Советот на Европската унија да ја редефинира преговарачката рамка за Македонија. Истакнат македонски активист во Германија му пишува на известувачот Вајц. Приведени 7 лица за палење објект на еврејската заедница. 2 уапсени се гонат за тероризам. А на самиот почеток еве и една вест. 44 годишен маж од Прилеп е приведен на граничниот премин Табановце под сомнение дека измамил лице од Валандово за повеќе од 88.000 евра, ветувајќи му лажно лекување во странство за неговата сопруга. Како што информира полицијата, станува збор за БК, кој бил уапсен по координирана акција на криминалистичката полиција во соработка со СВР Струмица и ОВР Валандово. Според истрагата, измамата се случила во периодот од јули до ноември 2025 година. Осомничениот го довел во заблуда оштетениот, убедувајќи го дека ќе организира лекување во странство за неговата сопруга. Верувајќи во тоа, мажот во повеќе наврати уплатил вкупно 88.300 евра. Во меѓувреме жената починала, а ветеното лекување никогаш не било реализирано. По апсењето, осумничениот е изведен пред судија на претходна постапка во Основниот суд во Гевгелија, кој му одреди мерки за предпазливост додека трае постапката. Музички, емисијата ќе ја започнеме со новиот хит на нашиот сограѓанин Тонче Бојаджиевски. Овој пат се работи за преработка од големиот хит на Ибуш Ибраимовски "Да те сретнам еднаш". Дали има љубов во тебе? Дали имаш душа? Ноќта тивко ми зборува, немаш љубов најмила. Да те сретнам еднаш, да ти раскажам, ќе го молам Бога да ме засакаш, ќе го молам душо да ме љубиш ти, срце ќе ти дадам да не ме боли.
Дали душо нежно милуваш? Дали нежно ти љубиш? Ноќва една звезда блеснува, љубов душо огреја. Да те сретнам еднаш, да ти раскажам, ќе го молам Бога да ме засакаш. Ќе го молам душо да ме љубиш ти, срце ќе ти дадам да не ме боли. Да ти раскажам, ќе го молам Бога да ме засакаш. Срце ќе ти дадам да не ме боли. Лидерот на Алијансата за албанците Арбен Таравари побара да се смени текстот од спомен плочата во касарната Илинден, посветена на загинатите припадници на безбедносните сили во масакрот кај Вејце во 2001 година, каде министерот за одбрана Владо Мисајловски оддаде почит. Таравари смета дека изразот паднати во војна против албански терористи, како што стои на плочата, е неприфатлив и навредлив за дел од граѓаните. Кога министер на мултиетничка држава, а не приватно лице, положува цвеќе и оддава почит на спомен плоча каде што јасно е видлив терминот албански терористи, тој со тоа ги навредува своите сограѓани, идентификувајќи ја етничката припадност како криминална карактеристика. Ова, според било кој меѓународен стандард, е шовинистички и дискриминаторски јазик што мора да биде санкциониран, изјави Таравари. Таравари побара министерот за одбрана да даде јавни објаснувања и да интервенира врз основа на овластувањата што ги има, за да го промени овој, како што вели, говор на омраза на таа плоча што стои во касарната Илинден. Според лидерот на Алијансата на албанците со терминот албански терористи, како што вели тој, се навредуваат албанците и Охридскиот договор, потенцирајќи дека борците на УЧК биле борци за слобода, а не како што ги опишува плочата. Од друга страна, министерот Мисајловски преку социјалните мрежи истакна дека жртвата на загинатите припадници на армијата и полицијата е дел од државното сеќавање. Во објава на Фејсбук Мисајловски порача дека тие загинале во одбрана на татковината, со што ја нагласи почита кон нивниот придонес за безбедноста на државата. Настаните во 2001 година, особено оние кај Вејце, продолжуваат да предизвикуваат диаметрално спротивни политички толкувања и силни реакции во македонската јавност. Масакрот кај Вејце се смета за најкрвав и најбрутален настан во поновата историја на Македонија. Се случил на 28 април 2001 година во 17 часот и 45 минути, откако од заседа биле убиени, а потоа масакрирани и живи запалени 8 специјалци и полицајци припадници на специјалните сили Волци и на посебната единица на секторот за внатрешни работи Битола. Покрај 8 мина убиени имало и 6 мина повредени. При нападот од колоната успеало да се извлече последното возило и да јави за нападот. Во овој напад на УЧК убиени се Роберт Петковски, Игор Костески, Миле Јаневски, Бобан Трајковски, Маријан Божиновски, Илче Стојановски, Бошко Најдовски и Кире Костадиновски.
ladna meana, bendi salvino crveno, bendi saluta rakija. Jalo mi pilo stojane, votaja ladna meana, otoa vino crveno i otaja luta rakija. Drugari nemam da zajmam, pravi mi što ke mi praviš. Mi goturile stojana, vo ti je temni zandani, teška robija da leži, borčevi da si isplati. Od zandan stojan vikaše, koja ke se moma napati, borčevi da vir isplati i mene da me kjere dosa. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне.
Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Следувај ми на рамeti гулавице и не гали ме со тие очи бадени. Не верувај им на моите зборови медени. Овој безен електрие гради ледени. Бегај, бегај, бегај ти од мене. Што срце ке ти земе. Бегај жено со очи на црна. Твој сум дури трајнокта црна. Бегај, бегај, бегај ти со време. Јани зори ветрот ке ме земе. Бегај жено со лице од свила. Жешкала сум за твоите крилја. Остави ме да живеам со своите јадови. Дури талкам друг мој села, а и градови. Бегај, бегај, бегај ти од мене. Човек сум што срце ке ти земе. Бегај жено со очи на црна. Трајнокта црна. Бегај, бегај, бегај ти со време. Јани зори ветрот ке ме земе. Бегај жено со лице од свила. Жешкала сум за твоите крилја. Trajnokta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme.
Никогаш нема да поддржам двојазичност или повеќе јазичност во правосудството. Се знае, мора да има еден закон, а тоа е македонскиот закон, за да обезбедиме владење на правото. Да, ќе сториме се да изнајдеме решение кандидатите кои сакаат да полагаат правосуден испит на својот јазик, во случајов албански, а по можности на други јазици тоа да го прават, но при тоа да имаме еднаков критериум во оценувањето. И стојам на тој став од првиот ден до денеска, рече премиерот Христијан Мицковски одговарајќи на прашање поставено од пратеничката Илире Даути. Како што истакна Мицковски, правосудството мора да биде на еден јазик, а тој е македонскиот. Ако тој факт го прифатат сите, рече мора да се најде начин полагањето на правосудниот испит еднакво да важи за сите. Во 2020 година до денес биле пријавени 918 кандидати за полагање на правосуден испит. Од нив 196 биле албанци, не положиле 27, од кои 9 повторно се пријавиле и сите положиле. Процентот на положени кандидати албанци е 95,75% согласно актуелната методологија, што значи дека не можеме да зборуваме за дискриминација. Јас немам против и стојам на ставот дека секој може да полага на својот мајчин јазик. Венецијанската комисија многу јасно и прецизно кажа во своето мислење за законот за јазиците, вели во правосудството да се напушти двојазичноста и да се вратите на законот од 2008-2009 година. Не се добар пример Белгија, Швајцарија, тоа се конфедерации, федерации. Ние зборуваме за унитарни држави и нема втор пример. Мора да сме свесни дека правосудството мора да биде на еден јазик, а тој е македонскиот, и тука мора да заврши дискусијата. Ако тој факт го прифатиме сите, мора да најдеме начин полагањето на правосудниот испит еднакво да важи за сите и тука не гледам проблем. Има комисија, тим од уставно-правни експерти што работи на оваа проблематика. Се надевам дека ќе изнајдат решение. Во врска со законот за јазиците, Мицковски напомена дека и просечен правник ќе каже дека е лошо напишан. За жал, тие што го носеа законот за јазици тогаш не водеа сметка за многу правни аспекти. Јас, меѓу другото, не сум правник, јас сум инженер, но читам и што можев да заклучам. Во самиот закон стои дека во рок од една година, ако не се хармонизираат законите, тогаш тие автоматски се хармонизираат. Како со генерален закон ќе хармонизирате специјален закон? Не сум правник, ќе ми објасните, освен ако не го направат пратениците во парламентот. Второ е прашањето зошто тие закони не биле хармонизирани тогаш, подлече премиерот. Ajde,
завршни зборови пред кривичниот суд Скопје, судењето против тројцата обвинети полицајци од Кочани, Кире Богатинов, Горан Лазаров и Александар Темелков, се приближува кон крајот. Обвинителството побара осудителна пресуда поради неизвршување на службената должност и поради прибавување имотна корист, а одбраната оцени дека обвинението е неосновано и побара ослободување на обвинетите. Пресудата ќе биде изречена на 5 мај. Предметот е во врска со контролите на дискотеката Пулс во Кочани, каде што на 16 март минатата година во пожар загинаа 63 луѓе, а 222 беа повредени. Јавниот обвинител Спасен Кандонова порочиштето рече дека уште при поднесувањето на обвинителниот предлог, обвинителството располагало со доволен број материјални докази. Таа додаде дека обвинетите не постапиле во согласност со деловите од анекс планот, кои прецизно укажуваат каква документација треба да се обезбеди при акциска контрола и кого треба соодветно да легитимираат. Во врска со трето обвинетиот Темелков, Андонова наведе дека тој како командир имал сознанија за тоа кој правен субјект стопанисува со објектот. Одбраната пак побара ослободување на сите обвинети. Бранителот Гоце Ристов оцени дека обвинителството не направило корекција, туку измена на обвинителниот предлог. Според обвинението, во периодот од октомври 2023 до февруари 2024 година, обвинетите Кире Богатинов и Горан Лазаров при акциски контроли во кабарето Пулс во Кочани не постапиле целосно по анекс плановите и во записниците внеле неточни податоци за правното лице, а иако биле констатирани прекршоци за нарушување на јавниот ред и мир, не била поведена соодветна прекршочна постапка. Трето обвинетиот Александар Темелков, според обвинителството, при одобрување барања за поведување прекршочна постапка, не ја проверил целокупната документација и покрај законската обврска. Со ваквите дејства, како што тврди обвинението, била прибавена имотна корист.
Министерството за внатрешни работи соопштува дека го расчистило случајот со обид на опожарување на верскиот објект на еврејската заедница во Скопје на 12 април околу 4 часот и 50 минути. Веднаш по добиената пријава превземени се соодветни мерки и активности од страна на секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во координација со СВР Скопје и Агенцијата за национална безбедност, при што во изминатиот период биле превземени повеќе оперативно-тактички мерки на подрачје на град Скопје. На 34-ти, по претходно обезбедени наредби за вршење претрес на дом и други простории, извршени се претреси на 13 локации на територија на Скопје, при што приведени се 7 лица и одземени се предмети и електронски уреди поврзани со кривичното дело. По наредба на јавен обвинител, лицата се задржани за понатамошна постапка, пошто од страна од секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал е поднесена кривична пријава против Аљ, 21 годишен од Скопје, поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам. И АР, 38 годишен од Скопје, поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам. Од страна на судија на претходна постапка одредена име мерка притвор, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Земја сакана на срце ми е послана, еј, загнездена. Мојата јужна долина, мирисна, еј, опојна, еј, царевина. Еј, тафан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тафан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Мојот свети спас, мојот крај, мојот звезден рај, еј, убавина. Таму е човекот над се, парите не се битнine, еј, човештина. Еј, тафан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тафан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е. Вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Полициски службеник од Битола се најде под кривична истрага откако пијан седнал зад волан и предизвикал сообраќајна несреќа на патот кон Новаци. Станува збор за 49-годишниот ЈС вработен во полициската станица во Новаци, кој иако не бил на должност управувал автомобил под дејство на алкохол. Според информациите, кај него биле измерени 1,51 промил алкохол во крвта. Инцидентот се случил на 24 октомври 2025 година во попладневните часови кога тој управувал патничко возило Hyundai со битолски регистарски таблички и предизвикал несреќа. Против него е поднесена кривична пријава за безобзирно управување со моторно возило, а случајот е доставен до Основното јавно обвинителство Битола. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Што ми стопува, ти си ми моја сјајна звезда, пат што светлува. Ти си ми моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ми моја сјајна звезда, пат што светлува. Срце ми е полно и душава од твојата убавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене.
За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема двајца млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против поранешен председател на Стоматолошката комора на Македонија и председателот и 4 членови на Комисијата за стручни стоматолошки прашања, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, а поврзано со издавање, обновување, продолжување и одземање лиценци за работа на доктори по стоматологија, со што оствариле имотна корист за друштвата во вкупен износ од околу 515.000 евра. Прво пријавениот, како што информираат од финансова полиција, пречекорувајќи ги границите на службените овластувања доверени од Министерството за здравство за издавање, обновување, продолжување и одземање лиценци за работа на доктори по стоматологија, свесно и со однапред утврдена намера склучувал договори со непостоечки здруженија за спроведување облици на континуирано стручно усовршување, преку кои докторите по стоматологија стекнувале бодови за обновување на лиценците. Во координација со останатите пријавени, во својство на председател, во својство на членови на Комисијата за стручни стоматолошки прашања, биле издавани решенија и склучувани договори со цел спроведување поголем број настани годишно од она што е пропишано во правилникот, овозможувајќи им имотна корист за Друштвото на доктори по дентална медицина на Македонија, Македонското стоматолошко друштво и Стоматолошкото друштво на албанците, на чии банкарски сметки се исплатувале средствата од котизациите на докторите по стоматологија за сите противправно акредитирани и реализирани настани, а за таа цел здруженијата во нивен состав намерно не биле регистрирани како посебни правни лица. Со горе наведените противправни действија, пријавените, како што информираат од Управата за финансиска полиција, оствариле имотна корист за друштвата во вкупен износ од 31.969.250 денари. Тие се сомничат за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од Кривичниот законник на Република Македонија. Дали гледаш ли бе
Репортери без граници ја рангираше Македонија на 45-тото место од 180 земји во индексот на слободата на медиумите за 2026 година. Лани земјава беше на 42-ро место. Иако новинарите не работат во непријателско обкружување, широко раширените дезинформации и недостигот на професионализам придонесуваат за пат на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закани напади. Владини представници имаат тенденција да имаат лоши и понижувачки ставови кон новинарите, се наведува во образложението на Репортери без граници. Иако телевизијата е доминантен извор на информации, онлайн медиумите играат важна улога. Сепак мора да се направи разлика помеѓу професионалните онлайн редакции кои вработуваат новинари и објавуваат авторска содржина и поединечните портали кои плагијаторски преземаат и само копираат содржини. Исто така постои голем јаз помеѓу потребата и довербата. Најгледаните ТВ станици Алсат, Сител, МТВ1, Канал 5 имаат низок индекс на доверливост, се наведува во текстот. Организацијата оценува дека целокупниот амбиент останува поволен за слободата на медиумите, но дека владините агенции не се многу транспарентни, а критичкото новинарство се почесто е цел на напади.
Европскиот парламент да го повика Советот на Европската Унија да ја ревидира преговарачката рамка и да ги отстрани сите упатувања кон вториот протокол од 17 јули 2022 година. Основа за пристапните преговори со Македонија смеа да бидат исклучиво правото на Унијата и копенхашките критериуми. Ова во писмо до известувачот за Македонија Томас Вајц во Европскиот парламент го пишува македонецот Гоце Перовски, член на германската зелена партија Бунднис 90 Die Grünen, поранешен член и председател на Советот за интеграција во Дизелдорф, поранешен член во председателството на младите европски федералисти Баден-Виртенберг, основач и член на Германско-македонскиот културен форум во Штутгарт, член на Советот на македонците во Берлин. Неговиот допис е следниот. Почитуван господине Вајц, во прилог би сакал да ви ги предложам следниве можности со кои Европскиот парламент би можел да даде свој придонес кон преговарачка рамка за членство на Македонија во Европската Унија, која ќе биде усогласена со правото на ЕУ со следниве барања. Европскиот парламент да усвои резолуција со која ќе констатира дека преговарачката рамка за Македонија во нејзината актуелна верзија не е во склад со примарното право на Европската Унија. Европскиот парламент да го повика Советот на ЕУ да ја ревидира преговарачката рамка и да ги отстрани сите упатувања кон вториот протокол од 17 јули 2022 година. Европскиот парламент да ја повика Европската комисија да исполни својата функција на чувар на договорите. Европскиот парламент да ја повика Европската комисија да објави обврзувачко појаснување дека македонскиот јазик е признаен како самостоен јазик во целокупниот правен систем на ЕУ. Европскиот парламент да побара во рамките на своите овластувања Судот на правдата на Европската Унија да издаде мислење за усогласеноста на актуелната преговарачка рамка со примарното право на Унијата. Европскиот парламент да ја повика Бугарија без одлагање да ги имплементира 14-те пресуди на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на слободата на здружување на македонските малцински организации и да ги вклучи овие барања во своите политики, се вели во неговото писмо. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Чело имат стојното лице ле мамо солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Crni čerešovi, stojnite vegile mamo, morski prijavnici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilbe, elaj mi na koleno.
na noga, ergen bredilber, elaj mi na koleno. Stojne, stapni mi na noga, ergen bredilber, elaj mi na koleno. Stojne, stapni mi na noga, ergen bredilber, elaj mi na koleno. 26-годишен турски државјанин е лишен од слобода во Скопсков избегува откако бил баран со меѓународна потерница распишана од Турција. Полициските службеници од секторот за меѓународна полициска соработка, одсек за меѓународни потраги, во координација со основното јавно обвинителство Скопје, го привеле лицето во попладневните часови на 29 април. По приведувањето тој бил спроведен пред обвинител, а потоа и пред основниот кривичен суд во Скопје. Судот му определил екстрадициски притвор, пошто лицето е спроведено во затворот во Скопје, каде ќе остане до завршување на постапката за екстрадиција. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, турне
знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне раздени, свири гајдачи, сви ми брапети, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири гајдачи, турне раздени, свири гајдачи, сви ми брапети, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Регулативата ЕС им дава различни алатки и можности на земјите членки за справување со евентуални притисоци на граничните премини. А Грција ќе оценува состојбата и ќе ги презема соодветните мерки и за да го обслужува зголемениот број патници и да е во согласност со регулативата, објасни портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис на редовниот брифинг со новинарите, одговарајќи на прашањето на дописничката на Мија од Атина во однос на тоа дали постои размислување во владата за евентуално одложување на имплементацијата и за државјани од балканските земји, како што беше случај со британските туристи. Целосната имплементација на системот со биометриска контрола на патниците создаде проблеми и редици на граничниот премин Евзони Богородица за влез во Грција, а пред 2 седмици реагираа и од унијата на полицајци од Килкис, кој преку соопштение рекоа дека е срамно и неприфатливо она што се случува на граничните премини поради ЕС системот. Портпаролот на грчката влада рече дека според надлежните служби на полицијата, системот за влез и излез се имплементира од 12 октомври 2025 година на сите гранични пунктови во земјата, вкупно 99. Пред 10 дена од грчката полиција соопштија дека Грција успешно го започна целосното функционирање на системот за влез-излез Entry-Exit систем со регистрација на државјани на трети земји. Минатата седмица Туристичката комора при Сојузот на стопанските комори на Македонија официјално упати барање до Министерството за туризам на Република Грција за привремено одложување на примената на новиот Entry-Exit систем на граничните премини за македонските државјани и тоа во периодот од 1 јуни до 1 септември 2026 година. А ослободување од ЕЕС проверки побара и Националното здружение на туристичките агенции на Србија.
Почитувани, тоа би било се во денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. За крај, во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Јованче и Марика. Ви посакувам пријатен ден. Јованче и Марика. Дрвосечачот и неговата жена биле многу сиромашни. Тие имале 2 деца, Јованче и Марика. Многу тешко живееле. Една вечер, додека изморени се враќале од работа кон својот дом, тие ги изгубиле децата во шумата. Јованче и Марика се нашле сами во темнината. Почнале да плачат, бидејќи не го знаеле патот. Така исплашени преспале под некое дрво, а наутро тргнале да го бараат патот кон својот дом. На една ливада што се наоѓала среде шумата, виделе куќа направена од бисквити и колачи. Колачињата биле мамка. Во куќата живеела страшна вештерка. Таа ги фатила Јованче и Марика. Вештерката го пикнала Јованче во кафес и почнала добро да го храни за тој да се здебели. Таа сакала да го испече и да го изеде. Марика морала да ја помага на вештерката. Иако била малечка, таа смислувала план како да се спаси себе си и својот брат. Кога вештерката ја отворила вратата од печката за да види како гори огнот, Марица ја турнала во печката. Вештерката изгорела, а незината зла моќ исчезнала. Сестрата го ослободила Јованче од кафезот. Биле многу исплашени, но набргу го нашле патот до дома. Волшебните колачиња, кои биле во престилката на Марица, се претвориле во суво злато. Тоа било награда за нивната храброст. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.